гледаме многу масовно присуство и поддршка на претседателот Иванов во ова барање доверба за негов втор мандат. Каде се препознаа граѓаните во неговата работа и во неговата програма? Добро вечер прво на сите гледачи на Караванот за Македонија, поддржан од Република ТВ онлайн. Чест ми е да во овој момент да бидам дел од целата оваа атмосфера, оваа голема еуфорија која што го поддржува претседателскиот кандидат на ВМРО-ДПМН и коалицијата професорот Ѓорѓе Иванов, актуелниот и се надевам идниот претседател на Република Македонија. Она што кај граѓаните е препознатливо и што го најдоа како поистоветување со што е длабоко во нивното срце е тоа што Ѓорѓе Иванов е човек кој што беше избран од граѓаните и делуваше цело време во текот на својот 5-годишен мандат во интерес на граѓаните. Досега македонскиот плурален систем многу малку имаше искуство со непосредно учество на високите државни представници помеѓу народот, а тоа е она што најмногу им погаѓа, значи граѓаните сакаат да имаат допир со својот претседател, сакаат да бидат слушнати, сакаат да ја дадат својата реакција и да видат дека истата преку нивниот највисок државен врв се пренесува на вистински начин. Мислам дека тоа е она што е клучно што го обележува, значи целиот период на досегашниот мандат на професорот Ѓорѓе Иванов. Она што сега се случува, оваа масовна поддршка на граѓаните, укажува на тоа дека Ѓорѓе Иванов останува доследен на она што пред 5 години го вети, а тоа е значи учество активно во политиката, залагање за чувување на идентитетот на македонците. Само ќе ве потсетам, минатата година во Белинце за 2 август и претседателот Иванов изјави дека ако се откажеме од својот идентитет, тоа ќе биде како да сме исушиле една река. Тоа е она што допира до секој човек, до секој граѓанин на Република Македонија. Бидејќи тоа е борба која што, за жал, и во 21. век се соочува секој македонски граѓанин. Понатаму, достојното представување надвор. Ние видовме во овие 5 години еден различен пристап од неговиот претходник Бранко Црвенковски. За разлика од него, Ѓорѓе Иванов беше присутен на секаде на светската сцена. Имаше голем број на билатерални средби со светските државници. Тоа е како интересно да се забележи, што можеби јавноста не го знае, е дека тој е прв лидер од Југоисточна Европа кој што воспостави контакти со Народна република Кина, која што е number 1 во светот, економски лидер, и успеа да донесе инвестиции во Република Македонија од Кина. Понатаму, неговото... Така да го отвори пазарот, нели? Го отвори пазарот, да. На тој начин им помогне и на нашите соседи, но и ја постави Македонија на едно повисоко ниво. Друга работа, претседателот Иванов има многу доследен став во однос на клучните национални и државни прашања. Ако погледнете наназад, затоа е интересно, за прв пат, значи, во македонската историја имаме отчет. Видете, претседателот дава отчет. Тој кажува, јас го понудив тоа пред 5 години, го остварив тоа. Сега повторно излегувам пред вас и сега продолжувам со тие. Дел од проектите ги продолжува, дава нови предлози по консултација преку народните канцеларии кои што ги отвори, каде што секој граѓанин можеше да се информира, можеше да испрати порака и така натака. Претседателот Иванов е претседател кој што 5 пати поред доживеа позитивен извештај од страна на Европската комисија. Понатаму, значи, ги прескокна еден голем број на пречки кои што беа поставени. Јас се извинувам, малку е голема еуфоријата, музиката се слуша прегласно, можеби и мислата не може доволно да тече во таа насока, но мислам дека вашите гледачи ќе го разберат она што сакам да го кажам. Ѓорѓе Иванов имаше доблест да остане доследен и да не дозволи ниту едно поместување, ниту една линија. Едноставно тоа е на некој начин протагонист од нарушењето на црвените линии. Зошто го велам ова? Тоа го велам бидејќи кога се зборува за идентитетот, кога се зборува за државното, за уставното име на една земја, тука нема компромис, не постојат црвени линии. Тој како човек многу тивок и скромен, јавноста има веќе сознанија, но како представник на Македонија, тој го носи целата енергија на македонскиот граѓанин и со тоа има голема опрска која што исполнува доследно и ние тоа го доживеавме. И притоа остана доследен на сите оние работи кои што ги пренесуваше на студентите
професори и луѓе кои што исто така градат нови така во развој на цивилното општество, во развој на Да, па Ѓорги Иванов е родоначалник на многу современи правци во нашата земја, во Република Македонија. Тој својата активност и својата академска, значи, платформа од која што и дојде во политиката, не ја заборави. Па забележете, тој е значи основоположник на школата на млади лидери. Тој ги собра и секоја година ги собира во Охрид најеминентните млади умови од Македонија, од различни области и им дава една, да речам, политичка школа со која што не гради лидери, не гради само политички лидери. Тој гради лидери во општеството, лидери во нивната заедница. Создава и понатаму продолжува со својата академска, значи на дејност на тој начин. Понатаму ќе забележите дека председателот Иванов имаше голема активност и од аспект на продлабочувањето на духовните диалози. Тој беше организатор на неколку духовни диалози кои што се одржаа во Република Македонија. Тој е еден од главните стожери на изградбата на соживотот во Република Македонија. Како што влегуваше во црква, така влегуваше и во џамија. Разговараше со сите етнички заедници и го поддржа мултиетничкиот концепт на Република Македонија, но со својата основа на унитарна основа, што е многу важно во овој момент и во овие силни превирања, бидејќи видите, Република Македонија е мала земја. Ние сме мал народ, имаме големо срце, а нашето срце можеме да го видиме преку неговата политичка платформа. Секој вистински граѓанин, секој вистински македонец, па и албанец, турчин, ром, бошњак, србин и така натаму, влав, еврин, сите тие се наоѓаат во него, бидејќи тој на сите им даде простор и дозволи да се развива секој индивидуално, да биде почитуван, да се на тој начин преку тие развивањето на духовните диалози. Тој го промовираше и концептот на промовирање на единката, понатаму во заедницата, понатаму во општеството. За сите ние на некој начин, кога ќе излеземе од нашата држава, гордо да можеме да представуваме. А и останатите од светот кои ќе не запознаат, да не помнат по, значи, председателот на Република Македонија, по професорот Ѓорги Иванов. Да не ги заборавиме дека и како насадство до неговата академска работа се и неколкуте титули кои што ги доби по светски признати универзитети, како и предавања. Тоа е уште еден доказ, значи неговата академска интелектуална длабочина е и на други светски универзитети. Морам да ви кажам, бидејќи јас сум на некој начин негов кадар како млад политиколог, а исто така и го помнам председателот Иванов како професор и како продекан на правниот факултет. Морам да ви кажам дека тој е исто еден од родоначалниците на воведувањето на болонскиот систем во Република Македонија. Овој систем овозможи на македонските студенти да можат да патуваат низ Европа додека студираат и да може да се стекнуваат со сознанија и да добиваат и двојни дипломи со кои што ќе можат да бидат конкурентни на странскиот пазар на труд. Тука некаде и она награда што ја воведе за најдобар млад научник. Да, тој ги поддржува младите научници и секоја година поред гледаме дека најдобрите во областа, значи од сите, значи од универзитетската сфера се наградувани од него, имаат неговата поддршка и продолжува на тој пат. На тој начин, тоа се гестови со кои што председателот Иванов се обидува да допре и до останатите граѓани, да ги поттикне да се борат, да работат, да се горди што се дел од оваа земја, да можат да ги продлабочуваат своите активности, да можат да создаваат, да креират и да се чувствуваат достоинствено. И од тоа ниво да остане приземен и да има секојдневни контакти со луѓето од Македонија, со сите жители. Да. Контактите преку тие отворени канцелари, а и приеми кај него. Да. Па видовте и во самиот отчет. Тој има во својот кабинет примерно преку 30.000 граѓани поминале, ако не се лажам. Значи, секогаш е непосреден. Тоа е нешто што остава впечаток дека Македонија нема така лесно да се даде. Знаете, ние бевме сведоци и до ден денеска сме сведоци на многу црни сценарија. И не е толку трагично кога доаѓаат од странски држави, но многу е трагично кога доаѓаат од македонски политичари. Ѓорги Иванов донесе друг дух.
Тој дава позитивна енергија. Тој не се откажува од македонштината, од она што е мејнстрим на македонскиот национален и државен идентитет. И токму затоа, еве повторувам, беа отворени тие народни канцеларии, беше направена школата на лидери, беа направени духовните диалози во Охрид, беа направени голем број на предавања, тој не се откажа ни од професионалниот аспект, нели? Еднаш до два пати годишно минимум, тој е на правниот факултет, но и на Југоисточна Европа, на Штуловиот универзитет, Тетовскиот универзитет, каде што држи своји пристапни предавања, останува во контакт со младината, останува во контакт со интелектуалците. Вратата негова беше широко отворена. Тука би сакала да потенцирам дека да биде сликата комплетна, не сме да се заборави неговото семејство. Јас видов овие 5 години големо учество на господјата Маја Иванова, голема поддршка на сопругот, но и голем број на хуманитарни активности со кои што дополнително како жена ја покажа она нели длабока хумана емоционална димензија на семејството Иванови. Тие се родители на прекрасен син, значи секаде околу нив луѓето се чувствуваат релаксирано. Тоа е она на што реагираа 60.000 граѓани во рок од 24 часа кога се собраа и повеќе, 6 пати повеќе од потребното од гласови за поддршка на претседателот Иванов. Со тоа, тој покажа својата целосна, значи уставна издржаност, повторно да го побара мандатот од македонските граѓани. Значи, освен партијата, освен ВМРО ДПМН и коалицијата, која што застана зад него и минатите избори и на овие избори, тој покажа дека и широк и неопределените гласачи и останатите кои што можеби не биле активни или се деактивирале од политичкиот живот, имаат надеж, имаат кај кого да се обратат понатаму. И дека Македонија има иднина. Да се вадиме малку за програмата со која што наставува и која што ја даде заедно со отчетот пред граѓаните, односно малку подосна од отчетот. Иако во еден од неговите настапи имаше кажано да јас сум ЦРГ област, Република Македонија. За време на кампањата истакнува Македонија во Европа, Европа во Македонија. Што може да очекуваме во вториот мандат? Мислам дека претседателот Ѓорги Иванов во вториот мандат пред себе си постави голема задача. Тоа е, значи, да остане на патот кој што беше и сега, значи, статусот на Република Македонија, тоест да не се отстапи од оние фундаментални столбови кои што го сочинуваат унитарното македонско општество. Видете, претседателот беше многу јасен кога кажа на неколку наврати. Јас се сеќавам дека кажа, можеби со Охридскиот рамковен договор, значи имавме несреќа да мораме да оставиме простор да се гради некаков бинационален или во Охридскиот рамковен договор е мултинационален, но ние знаеме дека насокато како се третираше понатака. Посебно тоа го потврди и локалните избори, законот за територијална поделба. Значи, тој е најглавниот столб на унитарноста на Република Македонија. И тој е, додека тој столб се задржува, Република Македонија ќе истраи на илинденските и на асномските заложби. И тоа е она што е главно, што тој ќе мора да обстои на тоа. Тоа е многу тешка задача. Понатаму, за претседателот Иванов од се она што досега го изјави и го кажа и во програмата го наведе како иден развој, за него нема друго решение. Европската унија, мировниот проект на Европа, е патот кон кој што Македонија се стреми. Ние де факто сме Европа, но дел од Европската унија мора да станеме и не стануваме само поради нели самоволието на една држава членка на Европската унија. Но на тој пат полека почнува да се топи ледот. Третата точка на која што мислам дека ќе се води главната негова политичка ангажираност ќе биде интеграцијата во НАТО алијансата. Тој ќе продолжи засилено од она што го видовме во програмата, да соработува со НАТО, да практично, како што кажа и генералите на НАТО, Република Македонија функционира како членка на НАТО, но формално правно не е членка. Мислам дека Ѓорги Иванов ќе најде сила и ќе најде начин да не донесе внатре во НАТО алијансата, што ќе биде голема безбедностна потврда дека на Балканот нема да се случува некакво поголемо тектонско пореметување или отцепување или било какви немири кои што не тресат некако отпадот на железната завеса па наваму. Понатака мислам дека исто така она што го кажува развивањето на интелектуалните способности, поттикнување на младите, поттикнување на знаете, има еден дел
ако го забележавте, поттикнување на спортските активности. Посебно мислам дека неговата насока понатаму ќе оди во насока на изградување на повисоко ниво на навивање, на спортска култура, на едноставно на една општа култура која што ќе не донесе на многу повисоко ниво, како што и заслужуваме како граѓани на Република Македонија. Исто така председателот Иванов во програмата наведува дека развојот на информатичките технологии е многу важен. Сметам дека неговата заложба во понатамошните чекори, се што ќе прави понатаму во однос на контактите со другите земји во светот, со развиените земји и така натака, ќе биде да донесе во Македонија инвестиции преку кои што ќе се градат индустрии, технологии кои што ќе бидат конкурентни на светскиот пазар на трудот, што не е невозможна мисија како што мислеа некои. А многу возможно е, бидејќи денеска можете да работите од Македонија за фирма во Америка или во Австралија и така натаму. Така што мислам дека многу голема позитивна енергија ова е лањето што досега беше сработено. Најмногу ми остава простор да бидам сигурна дека ќе се продолжи понатаму на она што беше зацртано досега.